Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Денес наш и ваш гостин е Сашо Точков, председателот на Црвениот крст од Охрид. Добар ден, Точков, добре дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Добар ден и благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Ке се подискутираме за оние актуелни теми. Во теке неделата на Црвениот крст се уште трае. Кажете ни што е она што се случува оваа година. Мотото е биди човечен. Така е, биди човечен е мотото на неделата на Црвениот крст, което треба да биде мото на секој еден човек и пракса и начин на однесување и начин на живење. За жал не е така, гледаме насекаде во светот и за жал ево како некој увод да кажам дека од година во година сме со некои големи глобални, но и локални предизвици, катастрофи, поплави, војни, COVID-19 пандемии, значи сето тоа е еден голем мотив и голем предизвик за Црвениот крст, за волонтерите во Црвениот крст кои навистина на секој начин посветено треба да се вложат и се вложуваат за да укажат помош онамо каде што е потребно. Во тек на ова недела од 8 до 15 мај, кога се одбележува недела на Црвениот крст, а по повод раѓањето на Анри Динан, кој е роден 1828 година на 8 мај и кој се смета за основоположник на идејата на Црвениот крст, предвидовме голем број активности, дел ги реализиравме, дел ги одложивме, за жал, ќе кажем подоцна. Значи, најпрвин делегација на Црвениот крст и Сдруженијето на Анри Динан од Струга положија свежо цвеќе на бистата на Анри Динан, која е пред седиштето на Црвениот крст и која е единствена на целиот овој регион и е донација од семејството на Анри Динан од Женева уште во 2007 година. Навистина сме горди за то признание што ни го дадоа и што го одбраа Охрид и нашата организација да се закити на некој начин со оваа биста. Понатака имавме крводарителска акција во вторникот, кога имавме на 10 мај, кога имавме навистина доста добар одзив, задоволителен, 19 лица, од кои 2 првократни дарители даруваа крв во факултетот за туризам и угостителство, што студенти, што вработени персонал, што професори секако, но имаше и од граѓанството од Охрид кои што беа дел од оваа крводарителска акција и му изразувам благодарност за сите оние што и на тој начин ја покажаа хуманоста. Понатака во текот на оваа недела се одржуваат бројни дисеминацијски средби, каде што се шират знаењата за Црвениот крст, се презентираат знаењата за Црвениот крст, за движењето, што прави Црвениот крст и како младите можат пред се да се вклучат, но и возрастните секако во нашата организација. За таа цел имавме отворен инфоден во среда на 11 мај во просториите на Црвениот крст, каде што гостини беа неколку групи од предшколските установи, од детската градинка Јасна Ристевска, но и од основното училиште Свети Климент Охридски, каде младите на многу креативен и забавен начин се дружеа со нашите волонтери, гледаа филмови посветени на хуманоста, на Црвениот крст и отидоа задоволни од тука и се надевам дека дел од нив ќе бидат и наши членови, ќе се вклучат во нашата активност. Она што беше како круна на цела оваа недела, при крајот на неделата, односно за утре, беше планирана голема хуманитарна продажна акција, која што беше со цел да се соберат средства од општествено одговорни фирми, каква што е фирмата Конфиангел, која што ги понуди своите производи по навистина промотивни и символични цени, да можат охриѓани да се снабдат со постелнини, перници, душеци и се она што е битно пред се за стану издавачите, но и за секој едно семејство. За жал, поради утре најавените обилни врнежи од дожд, таа акција нема да се одржи утре, но ќе се одржи наредната сабота, на 21
пред плоштадот Чинар, значи Крушевска република, Значи, од 9 исто се менува терминот, нема да биде значи утре. Токму така, нема да биде утре, ето се извинувам на охриѓани за ова поместување и одлагање, но сепак ево ја најавувам акцијата и ги поканувам сите да дојдат да се дружат, да се забавуваат и да ето бидат корисни и на некој начин да ги обноват своите производи така, што ги нуди компанија. Со тоа и ќе покажете хуманост. Така. Додека сме кај хуманоста, точка би сакала да ве прашам дали кризата, инфлацијата, пандемијата, се заедно, дали придонесува за зголемување на бројот на социјално ранливи граѓани во нашиот град? Какви се бројките? Да. Значи, ние постојано, тоа го кажувам, наназад години и сега според она евиденција што имаме, околу 600 семејства годишно, значи тоа е негде околу 2,5 до 3.000 луѓе, ние ги обслужуваме на најразлични начини и им помагаме. Тоа се навистина ранливи категории кои што имаат потреба од секакви видови на помош, од прехранбени производи, значи имаме 1%, можда 10% од овие луѓе кои што многу тешко екзистираат и се на прагот на екзистенција, се борат како да обезбедат корка леп. Гледаме да излезиме во пресред се почести акции, се почести апели до хуманите луѓе, до корпоративниот сектор, до општествено одговорните фирми да најдат начин за нивното малку да се здружат и да можат да помогнат на овие ранливи категории. Ги имаме голем број кои што имаат потреба од здравствени прегледи, од лекови, од патување за здравствени прегледи, за здравствени интервенции. Навистина голем е бројот. Можам да кажам дека зачестеноста на барањата за помош последниве неколку месеци се зголемени. Не можам да потврдам дека дека и бројката ќе е зголемена, затоа што има број на луѓе кои што социјални случаи кои што преминуваат во категорија дека можат сами да се издржуваат, добиваат некоја социјална помош, но има и нови социјални семејства, социјално загрозени семејства кои што имаат потреба од нашата помош. Сигурен сум со оваа глобална на некој начин криза и со војната во Украина, со бегалците кои што од Украина ги имаме и овде во нашиот град и во нашиот регион, кои што навистина имаат потреба од помош и можеби државата треба малку и подобро да е организирана во нудење, во дистрибуција на таа помош, секако ние стоиме на располагање и сме на некој начин како сервис на граѓаните, но и како партнер на државата во таа насока. Сигурен сум тоа да продолжам дека ќе има голем број на семејства, кризата ќе се продлабочи и навистина ќе имаме да не бидам патетичен, но голема сиромаштија, луѓе кои што ќе не можат да се прехранат затоа што знаеме дека основните прехранбени производи цените се зголемени, платите горе-долу се на исто ниво, така да навистина стандардот на граѓаните мислам дека во наредниот период ќе биде на пониско ниво. Да, и ќе се почувствува. Ги споменавте и сами украинците, бегалците од Украина, колку вакви бегалци имаме и каква се помош бараат од вас, што прави Црвениот крст за нив? Да, Црвениот крст во целата држава се организира со самиот почеток на кризата во Украина, значи со собирање на парични средства и веќе собравме поголема количина на средства на ниво на држава, имаше преку 100.000 евра, сега не знам во овој момент колку е, но тие средства ќе се уплатат во меѓународните фондови, пред се на Меѓународната федерација на Црвениот крст, која што ќе ги дистрибуира понатака на Црвениот крст на Украина или оние организации на Црвен крст каде што се гравитираат бегалците, значи во Полска, во соседните земји. Има поголем број, така. Имаме и кај нас бегалци, кај нас до денес се евидентирани 22 лица кои што
ги помагаме уште од самото доаѓање овде и понудивме помош на дел не сака, дел поголемиот дел ја примија помошта во прехранбени производи, во средства за хигиена, а секако и понудивме и сместување благодарение на наши хумани граѓани кои што понудија сместување бесплатно секако за овие лица. Сме во контакт постојано со нив, дадовме облека нова ваучери, имавме доста хумани граѓани, сопственици на фирми, на бутици, кои што понудија од своите производи, ние ги линкувавме, ги поврзавме и ги дадовме тие производи. Секако здравствената нега и заштита е многу битна. Ние го понудивме и даваме картони на секој кој што ќе се пријави овде за бесплатна здравствена заштита во јавните установи и тоа го тече, мислам, нормално, нема никакви проблеми, а секако дека и онаа помош која што тие ја бараат, а ние ја нудиме на некој начин преку една реномирана компанија од Охрид која што понуди и вработување за тие лица, е од многу важна и корисна за нив, затоа што тие наместо да мислат што оставиле, како е кај нив во земјата, можат да се вклучат во овај работен процес и да бидат од корист, бидејќи знаеме сите дека работна сила недостасува и во Охрид и во целата држава и што поскоро треба државата да се организира, да ги оние формалности околу пријавувањето, околу начинот на остварувањето на тоа работно право и можноста да работат тие бегалци треба да се регулира. Не е до крај и целосно регулирано. Така. Добро, сега да преминеме ќе може на една друга тема. Неодамна објавивте оглас, конкурс за обука на спасители. Велите, младите заминуваат, па се намалува и бројот и на спасители, затоа да имате повторно, а на Охридското крајбрежје се потребни од 60 до 80 спасители. Тоа ви го кажувате. Па кажете ни, Точков, има ли интерес на конкурсот? Сакаат ли младите да се занимаваат со оваа хумана, благородна професија? Да, ќе се навратам на години наназад за овај дел од спасувањето на вода, односно безбедноста на вода, каде што Црвен крст Охрид од 2005 започна со обуки на спасители на вода, за да во 2016-17 година имаме 470 спасители на вода, кои што солидна бројка. Да, апсолутно доволна и солидна, која што можевме да ја менаџираме и да ја организираме за работа на капалиштата. Меѓутоа, периодот наназад 2-3 години имаме голем одлив. Ја зборувам не само целосно за млади, зборувам за спасителите на вода, оние кои што се стекнаа со звание спасител на вода и кои што добија меѓународно признаен сертификат и лиценца за да можат да работат во било која земја во светот. Бидејќи обуките кои што Црвениот крст ги држи се по стандардите на Меѓународната федерација за безбедност на вода, ИЛСФ, и кои што се вршат, односно се водат со страна на меѓународни инструктори и под супервизија или на бугарски Црвен крст, или на хрватски Црвен крст, на српски Црвен крст. Значи, сето тоа го имаме запазено, се со цел да направиме квалитетни спасители кои што ќе можат да дадат важен сегмент и придонес не само во спасувањето на човечки животи, што е најважно и приоритетно, туку и во представувањето на организацијата и движењето на Црвениот крст. За жал, кажа, во последниве неколку години бројот на спасители рапидно се намали, најповеќе од тоа што голем дел од спасителите заминаа во странство, значи преку 60% од бројката на спасители ние ги имаме луѓе кои што заминале во странство, комуницираме со нив, работат што во Грција, што во Хрватска, во Австралија, во Америка, значи ги имаме насекаде, но и интересот некако кај младите последните години, во лани имавме пријавено 18 спасители млади, од кои што 12 ја завршија обуката. 18 спасители е мала бројка за еден повик, за една благородна хумана професија, која што понатака носи и финансиски надоме. Значи, секој спасител кој што ќе ја заврши успешно обуката и кој што ќе се стекне со ова звање, ќе биде ангажиран и ќе добие плата
поголема од минималната плата, значи сосем солидна плата. Се плашам дека младите, барем и така гледам, чест на исклучоци секако имаме во нашата организација млади кои што се многу ентузијасти и кои што работат посветено на различни програми, но за спасителите на вода, оние прв пат што се пријавуваат некако се резервирани, тешко им е да стануваат са бајле, тешко им е да бидат одговорни, да превземат одговорност. Тоа е глобален проблем на секаде во светот, но особено овде се истакнува во нашата држава и кај младите. Се надевам и апелираме во ова прилика што поголем број млади луѓе од 18 до 35 години нека се пријават, нека ја завршат оваа обука, ќе бидат ангажирани, но понатака овој занает ќе го имаат, ќе им користи понатаму во животот. Секоја една стекната диплома, знаење и вештина е навистина многу важна и корисна, посебно за овие млади луѓе на 18 години кои што допрва ќе го откриваат животот и ќе се соочуваат со најразлични неправди, правди и предизвици. Така. Лани, минатата година, плажите, условно да кажеме, беа слободни. Значи, имаше плажи кои што има концесионер, односно тоа се хотелите, рестораните, но повеќето плажи беа слободни. Како успеевавте, Точков, лани да се грижите за безбедноста на капачите, кога знаеме дека и ова година ќе се случува истото? Да. Минатата година со предходната локална самоуправа направивме еден, мислам, нужен договор за ангажман на спасителите со оглед на тоа дека голем дел од плажите беа, како што кажавте, слободни, значи не беа уредени и немаа концесионер. Така, нема кој да ангажира. Така, локалната се грижеше за капалиштата, меѓутоа немаше моќ и можност локалната да ангажира спасители на сите капалишта, значи финансиски немаше можност, и ние понудивме да тимови на спасители на вода вршат патроли на вода и на копно, заедно со тимови на парамедици. Можам да кажам, значи, од ова што го имавме и како помина минатата сезона, дека многу успешно се справивме со сите предизвици. Имавме 12 интервенции на спасување на давеници, што од вода, што на копно, што од копно интервенција и преку 1000 интервенции на укажување прва помош. Иако овие спасители не беа постојано присутни на една плажа, постојано патролираа во 8 сати. Присутни се се. Така е, да. И со нашите луѓе волонтери кои што ги имавме на сите од плажите, кои што се рекреираа, значи, остваривме контакт, претходно ги подготвивме да било каква потреба да имаат и да се јават на бројот кој што беше достапен. И оваа година се надевам дека тоа ќе го направиме со локалната самоуправа, не знам, не гледам по инаков начин како би се решило, но сигурен сум дека ова и за Црвениот крст е приоритет и важен предизвик кој што треба да го надградуваме и развиваме во текот на годините пред нас, но треба да биде и за локалната самоуправа. Делот од справување со катастрофи предизвикани од вода, посебно каде што имаме вакво водено богатство овде во Охрид и на некој начин капалишта, плажи, уредени или неуредени, луѓето ќе дојдат да се рекреираат, да се капат, вие морате да му понудите безбедно рекреирање и капење. За тоа се одговорни оние кои што ги нудат услугите, кажавте хотели кои што имаат концесија, тие ќе безбедат спасители, секоја година имаат спасители, така. Но овие други капалишта, ево, ние стоиме на располагање со оние капацитети, смалени во секој случај, но ќе се обидеме да излеземе во пресред на барањата и да се грижиме за безбедноста и да на некој начин понудиме безбедност за тие капачи и корисници на капалиштата. Многу важен сегмент, кажав, и треба многу сериозно да се разгледа и од страна на локалната самоуправа, на советниците, за конечно да Охрид добие центар за безбедност на вода, да не импровизира со еден контейнер каде што за да стигнеме до местото на интервенција е потребно половина и повеќе час заради неможноста да излезиме од каналот, неможноста да ги чуваме тамо
објектите кои што се потребни и опремата, значи сето тоа останува предизвик на локалната самоуправа и да локалната самоуправа го препознае ова како многу важен сегмент од делувањето на Охрид како туристички центар. Затоа што Европската комисија, имаме доста блиски контакти, затоа што и аплицираме и комуницираме, имаме проект кој што спроведуваме од страна на ИПА програмата, од страна со помош и финансиска поддршка на Европската унија и Министерството за локална самоуправа, но сепак локалната самоуправа е таа која што треба да го изменаџира овај дел, да најде простор било каде до езерото каде што ќе може ефикасно и практично да се делува и да бидат ефикасни оние спасители кои што ги имаме и кои што се на располагање за да можат да интервенираат и во летниот период, но и преку целата година. Кажав дека Европската унија има сенс и е подготвена да финансира ваков проект, но треба да се исполнат овие предуслови, да се знае каде е тоа место, каде ќе се гради центарот, како ќе се гради, на кого е тоа место, да не испадне ќе вложат во објекти опрема, а после некој дојде сопственик да каже местото е мое и одите си. Имате дополнителни значи мора сериозно кон овај проблем, навистина проблем, да се пристапи и се надевам дека локалната самоуправа сме во постојана комуникација, соработуваме, имаме поддршка за дел од активностите, но овај делот на катастрофи и менаџирањето со катастрофите е многу важен сегмент на кој мислам дека локалната самоуправа не сме организирани на доволно високото ниво. Да спомнам само дека Охрид има и аеродром, кој што е согласно оперативните процедури и на аеродромот, но и на локалната самоуправа, треба да се знае што и како се делува во случај, не дај Боже, на некоја несреќа авионска, во вода, во езеро, кој треба да интервенира, како, од каде, со кој капацитети, значи тој дел го има изменаџирано аеродромот, но сепак аеродромот има ограничени ресурси, не се организирани ресурсите на локалната самоуправа и на оние организации кои што можат нешто да понудат во тој дел. Тука. Така. А сега би сакала да ве прашам, додека сме кај спасување, ајде малку околу планинската спасителна служба. Значи функционира веќе години, беше соочена и со предизвик во однос на одржливоста, иако 4 општини во регионот ветија дека ќе дадат пари, никој не даде пари до денес. А имаме најсовремена опрема, имаме доволен број на спасители, делуваат, потребни се, докажано е. Каква е состојбата Точков тука? Супер, јас огледавте целата ситуација која што би сакал да ја слушнам како разбирање од страна на советниците во локалната самоуправа. Немаме уште остварено средба со советниците, но имаме со градоначалникот и со луѓето, секретарот и луѓето кои што се задолжени веројатно и за овој дел. Значи, не само што беше предизвик и проблем одржливоста, туку се уште е. Ние се уште и покрај ветување од страна на оваа локална самоуправа се уште не добивме никакви средства и начин за одржливост на оваа служба. Иако сите локални самоуправи од Охрид, од Струга, од Вевчани, Дебарца и Ресен имаат подпишано меморандуми за соработка каде се обврзале да најдат начин и средства за оваа служба да функционира по завршувањето на проектот, по финансирањето од страна на Европската унија. Тоа го имаат подпишано со Европската унија, со Црвениот крст, но и имаат добијано низа дописи, писма од страна на евроамбасадорите и поранешните и сегашниот за да постапат согласно тоа што се заложија. Да, значи не знам, и јас сум страшно револтиран што ние обезбедивме средства од Европска унија, обезбедивме опрема, обезбедивме функционирање на службата, што е најбитно. И имаме, што е најважно и круцијално, волонтери, кои што волонтерски ги даваат своите услуги и спасуваат животи. Онака како што е насекаде во светот, се е базирано на волонтерите, но овој сегмент кај нас е
надограден и со најсофистицирана опрема. Ние сето тоа го имаме. Сме го кажале многу пати и сме го покажале и докажале дека е функционално. Да. Значи, преку минатата година имавме само преку 15 интервенции, преку 10 спасени човечки животи. Еден да спасите е сосем доволно за разумна земја, за разумен човек да каже чекај, јас имам све наготово, значи спремно, не треба локалната ништо да прави. Замислете да локалнава самоуправа согласно нивните закони за локална самоуправа, согласно законот за управување со кризи, тие треба да купуваат опрема и да обезбедуваат луѓе кои што ќе ги обучуваат, тоа е процес од најмалку 10 години. Ние на оваа служба работиме... Се завршено, донесено и направено. Токму така. Од 2005 година ние се бориме. Навистина, огромна благодарност и признание изразувам до сите членови на Планинската спасителна служба, кои што без резерва се вложуваат. И јас велам дека доколку вие како локална заедница не покажете интерес и не ве интересира ваквата работа, се плашам дека тие волонтери ќе ги изгубиме. А вие да изградите еден алпинист, волонтер, кој што може да се вклучи во работа на ваква сензитивна проблематика, е навистина тешко. Ни се смеат, верувајте. Какви се одговорите, Точков? Ете, велите пишувате писма. Имаме 5 општини, јас мислев 4. Што велат? Кој е одговорот ни? Добивате ли некаков одговор? Значи, одговорите од најбанални, дека немаме пари, разбираме ли, и не е точно дека немаме пари. Треба да се најде начин, затоа што кога ќе се изгуби еден живот, тоа има вредност во пари. Нема вредност, значи, така. Нема што да зборуваме ние за пари. Ова е обврска на локалната самоуправа да ги формира и одржува овие единици спасители кои што можат да делуваат во катастрофи. Спасителите не спасуваат само на планина, во секој непристапен терен. Значи, постојано сме повикувани на сообраќајни незгоди, каде што треба да се излече лицето кое што паднало, кое што е заглавено во возилото. Значи, овие интервенции кои што ги прави Планинската спасителна служба се препознаени од нормални, цивилизирани, разумни земји, ни се смеат како е можно ние после 4 години спроведување на проект се уште да немаме одржливост и начин на функционирање. Зборувам за Охрид, кај што сме сега можда ќе звучи нескромно, него со Планинската спасителна служба или во делот на катастрофи, спасување на вода и спасување на планина, за 3 чекори пред сите организации во држава и пред сите градови. Ние имаме тоа, сме туристички центар, можеме да го искористиме пред туристите, сите туроператори, целата локална самоуправа, градоначалникот да го искористи како бенефит. Значи, вие ќе повикате овде полски туристи, украински туристи, не знам, од Британија. Тие прашуваат прво кој ќе дојде ако јас се качам на Галичица, на Магаро, кој мене ќе ме спасува. Значи, тоа е првото, сака безбедност. Исто и за пливањето и за капањето. Дали јас ќе резервисам во хотел, дали има спасителна вода и кој ќе се грижи, затоа што плаќаат осигурување, огромни осигурувања, тие се обврзани на тоа. Ние тоа го имаме сега готово спремно, само треба да најдеме начин како и да го изменаџираме и да го материализираме на некој начин. Значи, нека најдат начин преку туристичка такса, на било кој начин. Спасителната служба не смее да замре, затоа што ако ги изгубиме луѓето, волонтерите, ние сме изгубили све џабе и опрема и најсовремена, најсофистицирана, све е тоа џабе ако ги немате луѓето кои што знаат и умеат да ја користат таа опрема. Ние сето тоа го имаме, повторувам, жал ми е што претходниот состав на Советот на општината не изгласа финансиска поддршка, да. Ниту имаше сенс, а се плашеше од некој немам ни зборови како да ги наречам, не знам од што се плашеше, но не донесе одржлива одлука, храбра одлука која што ќе користи само на граѓаните. Значи ние дома не ја носиме опремата, нити парите, збориме за средства, не мора тоа да се финансиски, може да се помош од јавните предпријатија, може да се не знам од кои фирми кои што може да понудат гуми за
одржување на за возилата. возилата, така. Има милион начини, но треба се добие поддршка, треба само волја, треба знаење и треба сакање. Тврдам и сигурен сум дека сега што ова ќе го најавам прв пат преку вас, а тоа е една панел дискусија која што ево ексклузивно да кажам ќе се одржи на 10 јуни во хотелот Инексологица во Охрид, каде што гостин ќе ни биде председателот на Хрватска горска служба спасување или Хрватската служба за планинско спасување, а темата на таа панел дискусија ќе бидат предизвиците и современите аспекти на планинско спасување во Европа. Очекуваме евроамбасадорот, министри, амбасадори кои што ќе бидат дел од оваа панел дискусија. Се надевам дека градоначалникот сигурно дека ќе дојде и дека и советниците ќе дојдат, дека ќе видат што значи она што ние го нудиме и како локалната самоуправа треба да го сочува. Можат да не искористат. Значи, то можда вулгарно звучи, но ние нудиме ова што го имаме. Искористите не. Тоа е начинот на кој што се делува секаде во светот. Така. Овде ќе направиме една кратка пауза за реклами и ќе продолжиме со другите теми. Продолжуваме со емисијата Прашалник со нашиот разговор, како што веќе знаете, за оние кои што подоцна се вклучија, наш гостин е Сашо Точков, председателот на Црвениот крст од Охрид. Точков, има нешто ново во поглед на негователи. Значи, имавте нуди, Црвениот крст веќе започна и нуди нега на лица со посебни потреби, стари, изнемоштени или беа, не знам тука, значи да ни објасните што е, на што го нуди, колкав е интересот. Да. Црвениот крст минатата година започна со обуки за негуватели за помош на стари лица и лица со попреченост во домашни услови. Значи, тоа е верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастни и Министерството за образование и наука, на која што Црвен крст аплицираше нормално и се верификува како единствена организација во државата која што ги врши овие обуки. Обуките се вршат од страна на стручни лица, лекар, медицинска сестра, социјален работник, дефектолог. На обуките можат и се пријавија голем број лица кои што можат да бидат вклучени во, и тоа е новитет, нега центарот на Црвен крст. Нега центарот ги содржи овие обуки, но и услуги нови кои што ги дава Црвен крст Охрид. А тоа е услуги за нега на стари лица и лица со попреченост во домашни услови и услуги за лични асистенти на лица со попреченост. Значи, сето се ова верификувани програми кои што се спроведуваат на доста високо ниво и кои што, можам да кажам, дека во однос на негуватели, ние минатата година обучивме преку 30 негуватели, кои што веќе од јануари месец се вклучија во нудење на ова услуга за потреби на луѓе, на лица кои што не можат да бидат сами функционални, не можат да обстојуваат сами во домот, им е потребна помош, дали основна помош или помош која што подразбира некои специфики. Значи, сето тоа го имаме направено и го вршиме кај сега во моментов 4 клиенти имаме, каде што наши негуватели одат, вршат услуги. Услугите се од најразличен карактер, имаме пакети на услуги. Услугите се комерцијални, значи, но по цени кои што се прифатливи, и се професионални. Луѓето се лиценцирани, добија сертификат кој што морам да кажам дека е меѓународно признаен и дека работат по сите стандарди на меѓународните асоциации за нега во домашни услови. Дел од нив, за среќа нивна, за жал наша, замина и во Германија да ги нудат тие услуги, затоа што таму сигурно се платите поголеми, како и сите што заминуваат, но и ние гледаме да излезиме во пресред на барањата на нашите сограѓани, на нашите клиенти кои што имаат потреба да се негуваат старите лица, значи
и од обично друштво до мобилност во домашните услови, до облекување, менување на пелени и Некојаш им готват, така е, готвење, купување на лекови, значи има најразлични комплетна пакети. грижа, различни, меѓутоа може Така да е. добијат комплетната грижа. Така, може да ја добијат комплетната грижа до 80 часа во месецот. Значи, повикуваме во секој кој што има потреба, има такви соседи. Да, наместо на Facebook луѓето, аз често Така, пати гледам така дека јесте. бараат луѓе да дојдат да се грижат за постари, еве опција една која што можеби е далеку и подобра неголи тоа да се бараат луѓе кои што не се обучени. Ова се негователи стручни. Обучени и организирани, и ова услуга е официјална во целата држава. Покрај тоа, на оваа услуга се придодадени сите услуги кои што ги вршат нашите тимови за прва помош, медицински тимови со амбулантски возила кои што ги имаме. Значи од нудење на тие прегледи, разнесување, транспорт до одредени здравствени институции за прегледи. Значи сето тоа е вклучено во пакетот и ето можат да се обратат до Црвениот крст. Пред некој ден, како што спомнавте на Facebook, слушнав дека имало некое старо лице кое што му починала сопругата, па не можел да лепи такви, значи сето тоа кога ги видите, кога ќе ги видите, слободно обратите се во Црвениот крст за нашите волонтери да излезат на терен, да помогнат, да ето направат нешто во рамки на нашите можности. Втората услуга е услуга за лични асистенти на лица со попречености. Од општина Охрид, така е, имаше конкурс за избрае вас. Така е, точно. Во соработка со локалната самоуправа, со поддршка на локалната самоуправа, се спроведува сега обука, ќе започне после 25 мај, значи од 5 до 25 мај е конкурсот за пријавување на лични асистенти, на лица од 18 до 60 години, кои што сакат, ето, многу луѓе, млади и возрастни велат, немаме работа, не се нуди невработеност. Ево, нудиме ние работа, да дојдат, ке си имаат соодветен надомест и за негователи, и за лица, за лични асистенти, за лица со попреченост. Значи, можат да бидат дел од нега центарот, да добиваат соодветен надомест и пред се да помагаат на оние на кои што помош им е потребна. Апелирам и ги поканувам од млади, возрастни, од 18 до 60 години, нека дојдат, нека се заинтересираат, нека се распрашаат, ќе им дадеме информации за се што е потребно и како можат ето да обстојуваат на некој начин во животот. Не нудиме ние европски плати, но верувајте дека надоместокот и чувството кога помагате некому, исполнетоста со тоа чувство, тоа нема цена и тоа е навистина посебно чувство, верувајте, затоа што имаме доста наши сограѓани кои што имаат потреба од помош, а секој волонтер е добре дојден и она што ние го практикуваме, менаџментот со волонтери е многу битна алатка која што ние ја користиме за задржување на волонтерите, за надградба, за обука на волонтерите, се со цел да имаме што поголем број на луѓе, таа мрежа на волонтери да функционира во секоја област и во секој момент. Така, овие лични асистенти кога ќе добијат тие сертификатите, ќе имаат работа одаму каде што треба и верувам ќе се бидат платени, можеби 8 часа, 4 часа, така, или тоа ќе биде како дел од вашиот мега центар. Така е. Личните асистенти кога ќе ја завршат обуката, ќе се подготвуваат нормално и со посебна стручна служба на психолози кои што зборуваат, ги учиме што значи носење на униформа, како се носи униформата во домот, однесување, сето тоа тие ќе го поминат како обука и ќе бидат подготвени да бидат лични асистенти на лица со попреченост. Значи во нивното живење секојдневно. Тие ќе бидат платени од страна на Црвениот крст, а Црвениот крст по завршување на оваа обука ќе аплицира до Министерството за труд и социјала, каде што тие програми се отворени за субвенционирање на работата на
овие лични асистенти. Значи тоа е програма која што функционира и секогаш негде септември, октомври, ноември во тие месеци се распишува конкурс од страна на Министерството за труд и социјала и како верификувана организација ние ќе аплицираме и секако нема можност да не ги добиеме средствата, сега да не преюдицирам, но така е, секако ќе добиваат плата и личните асистенти на лица со попреченост и негувателите исто добиваат надомест и плата за нивниот ангажман. Така. Хуманитарната спортска рекреативна акција посрекно дејство веќе стана навистина една традиција, една голема акција која што ја правите, ќе ја има ли годинава и кога ќе се случува? После 2 годишна пауза не ја правевме заради ковидот, заради пандемијата, но една акција која хуманитарна спортско-рекреативна акција која што е од исклучителна важност за целата заедница и во која навистина се вклучени голем број деца, но и родители, и кое што изобилува со хуманост, солидарност и со бројни награди на кои што навистина гледавме да бидат разноврсни и да можат да бидат мотивирачки. Не секој се мотивира така за хуманоста. Ова година таа акција ќе одржиме на 11 јуни, повторно во партнерство со стоматолошкиот центар доктор Батковски, кој што приредија голем број награди и изненадувања, но и практични и корисни совети за заштита на здравјето на устата и забите и многу содржини. Секако Црвен крст обезбеди бројни награди за оние кои што ќе купат учеснички број, кој што чини 50 денари, символични, и со кои што ќе може да се учествува на акцијата, а акцијата не спомнав дека е најважно што ќе содржи голем број спортски дисциплини. Најпрви една главна трка низ градот, која што ќе е рекреативна, нема кој е прв, кој е втор, него сите да стигнат на стартот и потоа од стартот на целта, нема надпреварувачки карактер, но приредивме голем број награди, ево ќе спомнам само неколку, значи зимување на Златибор, 7-дневно, боравок во Суботица, 5 дена, во Крагуевац, 5 дена. Да не зборувам за бројни курсеви по странски јазици, оние компјутерска галантерија и многу награди, многу производи кои што ќе бидат излекувани, се надевам, на вашата телевизија, ќе го договориме дополнително терминот. Значи, секој учеснички број учествува, вториот дел, првиот дел кој добивате, вториот дел кој што останува на кочанот, учествува во излекување на овие бројни награди. Ги поканувам, ево, Охриѓани, еден убав ден, секако дека ќе биде 11 јуни, каде што ќе можат на градскиот плоштад и целиот простор околу плоштадот ќе има фудбал, ќе има одбојка, ќе има бадминтон, ќе има хокеј на трева, возење со велосипед, шах, значи многу спортски дисциплини на кои што секој ќе може да учествува и секако да биде награден доколку освои прво, второ или трето место со посебни награди. Значи тоа е акција која што ја продолжуваме единствено во Охрид, Црвен крст Охрид ја организира, никаде на друго место во Македонија. Очекувам одзив како и сите други години. Така. За крај би сакала да ве прашам и за аматерскиот театар Точков, и тоа беше една традиција, ќе го имаме ли и тоа годинава? Да, и аматерскиот театар 7-ми поред треба да го одржиме оваа година. Не во тој обим како што го одржувавме, сепак сме предпазливи и заради ковид и заради целата ситуација кризна, која што е во поширокиот регион. Таа акција пред 2 години последно ја одржувавме со организирање на представи, театарски представи, приготвени, односно подготвувани од страна на млади лица, волонтери од организациите на Црвениот крст од регионот. Тоа беа од Суботица, од Ужице, од Крагуевац, од Требиње, од Босна и од Бар од Црна Гора и секако Црвен крст Охрид. Во 4 дена дававме 8 представи кои што беа навистина многу интересни, со силна порака за хуманост, за соживот, за солидарност и која што привлекува голем број гледачи. Оваа година
ќе ја одржиме во малку помал формат, значи ќе имаме гостување и од театарска група од Србија, малку попрофесионална, со попрофесионална представа, што ќе биде голем предизвик и за нашите сограѓани, но ќе имаме и од Битола, од Црвен крст, една театарска представа и ќе имаме еден многу интересен перформанс кој што се приготвува деновиве од волонтерите на Црвен крст Охрид и од групата Вдиши театар од Црвен крст Охрид. Тоа беше и наназад години, обично го одржувавме мај-јуни како најава за културното лето во Охрид и се надевам дека со своето присуство охриѓани ќе дадат поттик на овие млади луѓе да се бават со вакви креативни содржини, да творат, да креираат, да глумат, да режираат, да бидат сценаристи, да пишуваат текстови. Навистина сме горди на тоа и сигурен сум дека ќе биде успешен и овогодинешниот театарски фестивал Вдиши театар. Така, Точков, ви благодарам многу, фативме многу теми, им изнесовме многу податоци на нашите гледачи, ви благодарам многу што бевте дел од емисијата Прашалник. Ви благодарам и вам, навистина немам зборови за вашата телевизија, прво затоа што секогаш излегува во пресред на сите оние случувања кои што се во градот, а посебно на оние хуманитарни настани кои што ги организира Црвениот крст и се надевам дека и понатака ќе бидеме партнери во ова соработа. Ви благодариме на убавите зборови. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Довидување.